На Трамп или на луѓето како Трамп или на кој да е, им значи гласот и реакцијата на Славица. Почнуваат да се издвојуваат оние кои што пренесуваат вистинска информација, добра анализа, добри интервјуа. Сите информации ги добиваме само преку социјални медиуми, не знам, секој граѓанин може да е новина, не може да е секој граѓанин новина. Доаѓате до ситуација да станувате вие стока наместо информацијата и да бидете продадени од медиумот на неговиот спонзор, без разлика дали се работи на политика или се работи на маркетинг. Здраво на сите, моето име е Владимир Марич, а вие го следите подкастот Лавиринт на Zased.mk. Денеска ќе разговараме за една интересна тема и доста актуелна, за лажните вести и нивното ширење. Во студиото сум заедно со Катерина Топалова од Македонска радиотелевизија, со Ивана Настевска од Ирала и Давид Илиевски исто така од Ирала. Добре ми дојдовте, како се чувствувате? Супер. Добре. Супер. Здраво, фала на поканата. Ќе почнеме општо, чисто да знаеме малце повеќе за темата. Што се тоа лажни вести? Значи, пак почнуваме со една општа дефиниција за тоа да ја дефинираме лажна вест. Па, не мислам дека има една дефиниција за лажни вести од причина што постојат повеќе типови на да речеме на мисинформации. И тука би влегли дезинформациите, би влегли лажните вести како лажни вести, би влегли и мал информейшенот, односно информации кои што можеби сами по себе не се погрешни или лажни, меѓутоа се креирани од одредена група на луѓе за да може да креираат одредено мислење кое што ќе ги наведе граѓаните да размислуваат на одреден начин. Така да би рекол дека постојат повеќе дефиниции, она што ги обединува сите овие различни типови е нивната цел. А би рекол дека тоа е креирање на недоверба во институциите и недоверба во медиумите за понатака овие центри на мок од каде што излегуваат овие дезинформации да може да имаат повеќе влијание. Кате, кои се причините? Зошто се случува? Дали е потребата за први да објават вест медиумите или пак едноставно за повеќе кликови? Зошто се случува ова секојдневно да имаме ширење на лажни вести? Прво да разјасниме дека лажните вести не се нешто ново, лажните вести постоеле, лажните вести ги имало од секогаш во различни форми и секогаш потребата е различна зошто се појавуваат, некогаш е невнимание, не сакајки, некогаш е тоа со некаква намера. Во суштина, кога зборувам за лажните вести, се обидувам и самата на себе да си објаснам како се наметна овој поим, зошто се наметна потребата од овој поим, за така полесно да им го објаснам и на најчесто оние кои што ги слушаат, да речам, предавањата кои што ги имаме како едукатори. Меѓутоа, лажните вести во суштина треба само да не потсетат дека треба да бидеме внимателни на она што го слушаме. Лажните вести се појавуваат бидејќи особено во Македонија, меѓутоа да кажам дека ги има секаде во светот, значи ние не сме некој исклучок. Во Македонија медиумите уживаат многу мала доверба. И тоа е со право, веројатно. Добро, и со сите институции така за жал. И со право. Меѓутоа на медиумите не им веруваат, а медиумите пак сами по себе не знаат која е моќта и која е улогата во општеството. Креирањето, улогата на медиумот во општеството е да креира една општа атмосфера, да ти даде информација со која што ти потоа ќе можеш да побуди реакција кај оно што ја слуша. И зошто се појавуваат? Зошто ние мислиме дека, еве гледам дека тоа е некоја шега која што кружи по социјалните медиуми, зошто Трамп би сакал да излаже Славица од кавадарци за нешто. И знаете, тоа е малициозно, меѓутоа да, тоа е направена шега од некој што не разбира дека баш за Славица е направена таа лажна вест. Затоа што на Трамп или на луѓето како Трамп или на кој да е, им значи гласот и реакцијата на Славица. Затоа што секој е важен во општеството. Затоа што никој не смее да каже да Давид лаже и јас сум тука чиста, затоа што он треба да си ја опре работата. Не, напротив, сите ние имаме некаква улога и со повлекувањето на нашите следни чекори, односно за кого ќе гласаме, дали ќе реагираме против убиството на Вања, дали нема да кликаме затоа што некој лаже, сите имаме некаква одговорност. Дали само ќе споделиме фотографија, статус, дали ќе напишеме сами нешто, дали ќе стиснеме лайк, сето тоа е некаква улога во општеството и носи последици. И ние мораме во време кога технологијата вака се развива, ние мораме да знаеме кој е
е нашата улога? Затоа што во текот на денот менуваме неколку улоги. Ако денеска сум гостинка во подкаст, утре можам да бидам водител, можам да бидам читач. Ако во еден момент сум пишувач на веста, во другиот момент сум само читач на другата вест, која што ќе ме натера да реагирам. И важно да се каже дека секаде во сите овие инстанции одговорноста е еднаква, од причина што дури кога сме читатели само на вестите, многу е важно дали ќе одлучиме да споделиме таа вест на социјалните мрежи, како што кажа, повторно имаме удел во тоа ширење на тие дезинформации. И само се надоврзам на она што го кажа претходно. Ја мислам дека не мислам, туку е факт е дека на глобално ниво медиумите имаат многу ниска доверба и генералната причина за тоа е баш овој начин на кој што се дистрибуираат вестите, на начинот на кој што се дистрибуираат информациите, особено од аспект на тоа, пак ќе се вратиме, мисинформации, дисинформации и лажни вести. Луѓето во Македонија, без разлика дали дезинформациите доаѓаат и од надвор, генерално ќе креираат недоверба кај медиумите и следниот пат кога ќе треба ние да објавиме вест или информација која што е fact-checked, која што е проверена со проверени факти, која што информација која што сме сработеле како новинари, понатака луѓето нема да веруваат во тоа и ќе можат, пак се враќаме на истото, одредените центри на МОК да го искористат тоа во нивна корист. Не знам дали ќе продолжиш на второ прашање, имаме уште да докажеме. Не, ова е сепак е подкаст, не. Да, ова е подкаст со едно прашање и ние ја тераме 30 минути. И тоа оди меѓутоа. Јас сакам да додадам само на делот Давид како што заврши дека понатака луѓето нема да веруваат и на проверени вести и потврдувани со најмалку 3 извори. Сакав само да додадам дека најлесно е да правиш што сакаш со народ кој што не верува во ништо. Најлесно се манипулира. Па еве, актуелно е убиството на Вања за жал периодов. Имаше многу дезинформации кои се шираат. Дали зошто ги објавуваат тие дезинформации, дали некој ќе сноси одговорност? Веројатно тука е и трката по ексклузивитет, што според мене како новинар за вакви случаи навистина мислам дека не треба да се трча по ексклузивитет и малку дека мислам дека треба да застанат новинарите и да се преиспитаат. Ова не е сензација, мислам не треба да се прави сензација од ваков траурен случај за кој што цела држава 10 дена не спие. Сите сме превознемирени и навистина мислам дека треба ако во текот на еден обичен ден новинарот прави вообичаени проверки пред да пласира одредена информација, во вакви ситуации треба 10 пати повеќе да проверува и да ги потврдува со извори. Мислам, ова све што се случи овие денови од информации е страшно, мислам, јас онака дури чувствувам немоќ кога гледам медиуми кои што се членови на Советот на етика, медиуми се водени од новинари, од професионални новинари, нели, кои што пренесуваат вести од скриншотови од некои српски фејсбук страници, кои апсолутно немаат врска со реалноста и се шират онака вирално, мислам, луѓето се конзументи, ќе кликнат све да видат за она што ги интересира во моментот да читаат. Особено кога е сензационализам во прашање, кога се теми. Меѓутоа, за вакви случаи мора да покажеме сите одговорност. Неприфатливо е ова што се случува со медиумите. Со порталите, со Facebook статусите. Па и не само за вакви случаи, за се што известуваме како новинари мора да покажеме сериозна одговорност. Во вакви случаи уште би рекле дека е повисоко нивото на одговорност кој што треба да го покажеме. Меѓутоа и тука се враќаме на причината поради која што се шират овие информација, тоа е генерално нели таа борба за кликови или борба за прегледи, без разлика дали доаѓа од мејнстрим медиумите кои што се телевизиите или доаѓа од онлайн порталите каде што се работи за клик. Не може вестите да бидат прашање на кој ќе заработи повеќе пари. Кликот носи пари и ако ние можеме да иштанцаме денеска што е можно повеќе вести за да може повеќе луѓе да не кликнат, па ќе пратиме било што и да ни дојде на маса и нели тука се појавуваат сите оние феномени на copy-paste journalism, каде што само ги копираме вестите за да може да имаме поголема продукција на вести, на информации, како и да е. И сега како да го заштитиме? Читателот е најголема жртва на овие лажни вести. Како кога читателот ќе ги види, треба да знае дека нешто е фейк ньюс. Повторно ќе се вратам на улогите што секој од нас ги има во општеството. Овде не постои магично стапче. Овде јас не можам да ве спасам вас, ниту вие мене. Значи спасот е во едукацијата.
И не е тоа, медиумската писменост не е наметнато ново, знаете, дотолку е изместени се вредностите и дотолку е нарушена довербата што луѓето веруваат дека медиумите имаат потреба на секој 2 години да измислуваат нов поим, ковид, па сега 2 години ќе ги замараме со ковид, сега медиумска лажни вести, ајде 2 години лажни вести, потоа ќе измислиме нов затоа што ќе да им биде постојано интересно. Реална е потребата, затоа што вие имате напредок на технологија. Повеќе медиумот не смее да се перципира како нешто што ве опушта, вие седнувате, вие се опуштате, пуштате и гледате така, знаете, само да ве забавува некој. Не, медиумот е многу сериозна работа и ако сте вие едуцирана публика, вие знаете што точно ви треба. И ако престанете да ги кликате ефтините приказни, во тој случај тие нема како да заработат, затоа што информацијата е стока како и секоја друга. Информацијата и доаѓате до ситуација да бидете, наместо да ви даваат да купувате информации, односно да ги преземате само тие што ви требаат, доаѓате до ситуација да станувате вие стока наместо информацијата и да бидете продадени од медиумот на неговиот спонзор. Без разлика дали се работи на политика или се работи на маркетинг. И вие треба да одлучите што сакате. Меѓутоа, тоа можете доколку знаете кои се опасностите. Ако вие сте едуциран читател, гледач, сеедно, имате веќе продукти кои што почнаа да прават разлика. Имате и тоа се гледа по гледаноста. Например, не беше исто до пред појавувањето на ИРЛ. Тоа е скап продукт. Тоа е сериозно скап продукт. Во однос на организација на луѓе, во однос на организација на вести, во однос на истражување, во однос на тоа колку вие се ризикувате во целата таа работа. И вие кога го гледате, правите, мислам, очигледна е разликата со нешто ефтино, да речем. Од подкаст до подкаст има разлика. Јасно. И затоа на ова би се надоврзал да медиумската писменост е едно од решенијата, да, прекомплексен е проблемот и сигурно ќе не е магично стапче како што каже каде него ќе има еден куп работи кои што ќе треба да се направат, меѓутоа она ние во ИРЛ како гледаме борбата со дезинформација, нели имаше еден огромен бран после 2016 година од кога се случи целата, мислам 2016 година некако као печат од кога ги дефинираме лажните вести како лажни вести, доаѓањето на Трамп на власт во Америка и претходно кратко пред тоа случајот со Макрон во Франција, тие се некако одбележија каде што гледаме една сериозна пенетрација во онлайн медиумите од страна на лажните вести и се отвори еден куп платформи кои што работат дебанкинг на вести, односно на проверка на факти, ги читаме вестите, па ги проверуваме, па правиме вистиномер, односно дали е вистинска или не е вистинска вести. Тоа се напори се кон борбата со лажни вести, меѓутоа на крајот од денот за да единствениот начин за да можеме да се справиме со лажните вести е да продуцираме повеќе вистински вести. И мислам дека сите новинари треба да тргнат од таа точка, дека не е борбата само да ги дебанкуваме вестите, да викаме ова е лажна вест, ова е лажна вест, ова е лажна вест, затоа што граѓаните прво се презаситени од информации и тоа е уште една дополнителна информација која што им ја даваш. Да, инфодемијата сериозен проблем е. Да, ма еве, порталите објавуваат лажна вест, после тоа ќе избрише, дури ни демант нема да објават, еве конкретно и нема одговорност, нема одговорност, кој е регулаторно тело кој треба да ги казни или едноставно ги санкционира некако, на некој начин, не знам. Не знам, тројца новинари сме на маса регулаторно тело и сите тројца вака се подвлековме назад малку. Не, јас сакав да се надоврзам и ако пред некој 15-тина година кога почнуваа да се раѓаат веб порталите во Македонија, да, тогаш веќе беше борба за кликови први да ја објавиме веста. Мислам дека тој период заврши и дека веќе се издвојуваат дури и меѓу тоа море од илјадници портали, дека почнуваат да се издвојуваат оние кои што пренесуваат вистинска информација, добра анализа, добри интервјуа и не знам, некако барем сакам да се надевам дека и самите читатели дека ќе почнат да прават разлика во она што им се сервира. Ние имаме портали кои што пишуваат, мислам не ни пишуваат, туку земаат копи-пейст твит и се повикуваат на добро упатен Твитер профил, мислам, тоа го прочитав денеска. Се повикуваат на, како што спомнав и преска, објави една српска Facebook страница, мислам, шо е тоа, онака? Не знам, јас сум малку уплашен по ова прашање секогаш кога ќе кажеме дека има одреден
речеме подобрување во тоа како граѓаните, каква е перцепцијата на граѓаните за информациите и како тие ги примаат информациите, не сум сигурен, особено пак ќе се навратам на истото, која беше целта на лажните вести, да креираат недоверба во медиумите и таа недоверба се креира се повеќе и повеќе. Ете и тоа примерот на глобално ниво што го гледаме со Твитер, промената во X. И се повеќе ќе има лажни вести, особено со напредокот на технологијата и со сите овие алатки на вештачка интелигенција кои што се појавуваат и фотографии. Во зародиш. Ова е нешто што е во зародиш и е многу важно да се свати дека медиумската писменост не е математика 2 плюс 2 е 4, вие ќе го научите и тука завршувате. Тоа е нешто што во што постојано ќе инвестирате, затоа што креаторите на лажни вести не се неуки луѓе. И тие точно знаат што прават. И тие точно знаат која им е целта. Да, кога ќе видиш некоја вест, знаеш одма што ќе се чита, знаеш кој наслов ќе го ставиш. Кој сака да кој има цел и кога има од другата страна хаос и неуки, условно кажано, луѓе кои што немаат изградено добар вредносен систем, што сакаат, што бараат, точно што им треба. Затоа што информациите вие ги добивате додека чекате на црвено, додека вршите нужда, додека седите и го чекате партнерот во ресторан. Знаете, сега веќе нема од 3 до 9 гледам телевизија и си легнувам. Сега ги добивате постојано информациите. И вие морате да правите филтер. Што е тоа што вам ви треба? Вие не можете де факто да ја проверувате секоја информација, ама проверувајте информацијата која што вам ви е важна за да го донесете следниот чекор. Затоа што дури не е наивна информацијата дека Цеца заработила 5 милиони евра на плоштадот во не знам каде. И таа дезинформација која што некој гледа смешно или било како е со намера пратена, затоа што Цеца треба веројатно да има имидж дека заработува толку и дека е скапа и следниот пат да земе 6. Добро, мај од друга страна прашање е вака као за новинари, се чувствувате дека и вие можете да навигирате? Чекај, нели ги кој беше водителот? Го презедовме подкаст. Не, баш напротив, таков си е форматот лабав, нема. Иди напи се вода. Не, само чисто ме интересираше затоа што мене ми е и јас како новинар се чувствувам дека некогаш ми е тешко да се навигирам низ просторот на медиуми и да ги добиам информациите. Не знам, кога ми треба да се случува некоја актуелна вест и јас треба да разберам точно што се случува и отворам Google, пишувам, без разлика дали е локално во Македонија или интернационална информација, и да добиам било каков начин да разберам ситуацијата. И отварам, пишувам на Google, ми излагаат првите вести, почнувам да кликам, една информација, имаш следното е друга информација, третото е трета информација, истиот настане, имаш 5 различни вистини, 5 различни информации и после тоа се губиш во целото тоа море, така да сакам да кажам дека ако за и нас се откажуваш. А не знам дали ви се случило, мене ми се случи тоа еднаш за авторски текст мој кој што јас го работев, го истражував и го објавив, потоа го преземале неколку портали со наслови извадени од контекст, ми се случи да ми го пратат во инбокс на Facebook од друг портал, без да знае човекот дека јас сум автор на оригиналниот текст и да ми види што се случило. Да. И тоа сакам да кажам, ако за нас како новинари е тешко да се навигираме низ тој простор, што останува за еден граѓанин кој што не е во светот на медиумите, еден граѓанин кој што живее било каков различен живот, кој што не е упатен во сите овие работи. Така да сепак мислам дека станува се покомплицирана работата, само да завршам мислата од преска што почнав и со Twitter и со X промената. Она што го гледаме Resist the Mainstream, као ќе дадеме комплетен пушбек веќе на сите медиуми без разлика дали се онлайн платформи или традиционални медиуми мејнстрим и сите информации ќе ги добиваме само преку социјални медиуми, не знам, секој граѓанин може да е новинар, не може да е секој граѓанин новинар за жал, затоа што сепак она што го работи македонската радио телевизија, она што го работи ИРЛ како медиум, поминува еден сериозен филтер, поминува сериозна проверка на факти пред да се објави информацијата, поминува фактчек процедура, работиме по професионални стандарди, ги заштитуваме изворите кои што ни ги дали информациите и работиме на еден начин на кој што пред да ја објавиме информацијата, тоа поминува еден куп филтри. А она што останува за тие кликбейт портали и за објавување само еден твит од граѓанин, тоа веќе не може да го викаме дека се новинарство и вести. Па тоа баш сакав да ве прашам, која е процедурата која вие поминувате пред да објавите или вест или истражувачка сторија, прилог за вести, како функционира целиот тој процес? Кога го градите тој вредносен систем. Еве, ИРЛ сега беа на суд. И тој што сака да ги тужи, точно знае кој е одговорното лице, кој што смета дека не ја кажува вистината. Кога вие одите на портали кои што немаат никаков импресум, вие не знаете
Кого кого, да тужиш? кого тужите, кој е одговорниот. И тоа секогаш го кажувам, на пример со шише вода. Ви се пие многу вода и одите во маркет и имате два рафта. На едниот има шишиња со вода со етикети, на другиот само шишиња со вода. Која ќе ја купите? Таа што има етикета, веројатно затоа што ако нешто ви се случи, дури и да е тоа вода, сакате да знаете кој стои за тоа. Колкава е вредноста на една информација на која што не сака да се потпише никој. И не сака никој да гарантира за тоа нешто. Јасно. И сега колку филтри поминуваме? Некогаш 1, некогаш 100. Зависи од тежината на информацијата, зависи од потребата. Ама еве пример, добивате информација, читате некој статус на Facebook, делува како нешто што би било гледано. Каде се јавувате на изворот? Најразлично. Јас ќе ви кажам дека иако колегите од ДИРЛ се посебна редакција, иако нивната програма се емитува на МТВ, ние сме посебни редакции, нели? Ми се случило да се јавам кај нив за да проверам некој што го работи тоа и знам дека знае повеќе од мене, да се консултирам. Некогаш се само брейнсторминг. Знаете, некогаш треба само гласно да го кажете тоа па да сватите дали е вистина или не. Некогаш треба со 7 луѓе и сите 7 да сте грешка. Како новинар, јас знам дека имам дезинформирано, не знаејќи дека сум дала дезинформација. Тешко е да се поправи работата по тоа. Меѓутоа, тие работи ве учат. Ние не сме безгрешни. Многу е важно да знаеме што сакаме да направиме и многу е важно ако знаеме дека сме направиле грешка да внимаваме, се нели, зависи од тежината на грешката, како да ја поправите. Новинарите се пред се луѓе. Меѓутоа се професионалци кои што се водат, зборуваме за професионални новинари, од стандарди. Исто е тоа како кога ќе викнете дома да ви го поправи некој болерчето. Некој тоа го прави за 500 денари, некој тоа го прави за 5000 денари. И да, сега, некој со фирма, некој е индивидуалец. Зависи што ви треба вам, меѓутоа ако знаете дека топла вода која ќе пуштите може да ви заврши животот, од испој може да ве фати, тогаш веќе сте свесни кому треба и како бирате мајстор. Исто е со вестите. Вие треба да имате изградено некаков концепт што сакате и кој според вас треба да ја добие вашата доверба. Со тоа што тој принцип на гледање на информациите, само ќе ја сменам темата, после ќе се вратам и на филтрите, сори, па што ми текне нешто, да. Па, знаеш како, го гледам на не сакам да верувам дека медиумите треба да бидат прашање на конзумеризам. Не сакам да верувам дека информациите треба да бидат прашање на собирање на средства и на пари. За жал тоа е реалноста во која што живееме и дека секојаш информацијата се продава како стока, како што кажи Кате. Меѓутоа, особено кога станува збор за важни работи кои што ги засекаат граѓаните и кои што се од јавен интерес, друго е ентертејнмент ако збориме за забавни вести, веќе имаме друг пристап во тоа. Меѓутоа, кога зборуваме за политика, кога зборуваме за теми од јавен интерес, загадување, животна средина, сите работи кои што директно влијаат на квалитетот на животот на граѓаните, не можеме да ги третираме како вести кои што треба да ги продадеме. Во тој случај тоа се јавни информации и ние како новинари треба да работиме на начин на кој што ќе можеме да ги сервираме тие информации за да можеме да креираме информиран електорат кој што понатака ќе гласи. И знам дека се ова звучи малку така утописки, идеалистички и нереално особено во светот во кој што живееме, од причина што одржливоста на медиумите од финансиски аспект е креирана на начин на кој што треба да продадат реклами, треба да продадат кликови и тоа е единствениот начин на кој што може да опстанат медиумите. Сега, можеби треба почнеме да размислуваме на некакви нови модели на финансирање на медиуми. Можеби нешто треба да најдеме нов начин на кој што ќе се финансираат медиумите. На крајот од денот тој што те финансира пак има некоја агенда, дали интерес од бизнис, дали е некоја агенда што треба да се спроведе. Како тука да се разграничи? Затоа ние веруваме дека медиумите треба да бидат финансирани од граѓаните. И затоа го имаме и краудфандинг моделот во кој што сметаме дека секој граѓанин може да донира одредена сума на пари. Не викаме дека ова е subscription модел во кој што плаќаш за информациите, секој ги добива истите информации, меѓутоа секој кој што верува дека ИРЛ или медиумот во кој што смета дека треба да ги донира парите, затоа што има и други медиуми кои што го прават исто во Македонија насекаде во светот. Не треба да платиш за информацијата, меѓутоа веруваш дека со донирање и со инвестирање во медиумот ќе добиеш поквалитетни информации кои што ќе те информираат, кои што ќе може да го подобрат твојот квалитет на живот. И мислам дека малце треба луѓето да почнат да размислуваат поодговорно на оваа тема, и не само луѓето, туку и компаниите, и дека ако сакаме да го подобриме системот и општеството, и ако сакаме да живееме во систем без корупција, во систем со помалку корупција или во систем во кој што ќе има еднаквост и рамноправност и нема да има класни разлики и све останато,
мораме да почнеме да работиме на тоа да креираме медиуми кои што ќе ги информираат граѓаните, а еден начин е финансирање преку граѓаните. Секој може да донира месечно одредена сума, 100, 200, 300, 500, зависно од мощностите, и со тоа да помогне да се одржат одредени медиуми. Тоа е еден од начините каде што самите граѓани ќе ги финансираат медиумите. Другиот, Македонската радио телевизија, креирано од собранието, и таа е Македонската радио телевизија е медиум на сите. Не е медиум на Дзинго, не е медиум на олигарсите во Македонија, на Стојменов и на Мак Петрол и на сите останати, затоа што на крајот од денот големите телевизии во Македонија се во сопствеништво на луѓе кои што тоа не е примарен бизнис нивни. Така, туку тоа се луѓе. Па тоа најчесто се луѓе кои што ги користат телевизиите за да може да си го заштитат својот примарен бизнис. Македонската радио телевизија е телевизија која што е на сите граѓани на Република Северна Македонија. Тоа е нашата телевизија. Ние ја финансираме и преку таа телевизија треба да се информираме. Така да. И знаете ли колку е добра македонската телевизија? Толку колку што нејзините гледачи бараат да биде добра. Тоа што го барате, тоа го добивате. Ако купувате јаболка и гледате 5 минути дали е скапана од некаде, мора да внимавате и каква вест. Мислам, навистина треба да бидеме свесни за моќта на информацијата, затоа што ако во светот, во Европа, ние имаме во моментот војна која што се води со оружје и војна која што се води со информации. И ако е толку моќно тоа да се прави, не за џабе некој како, не знам, како Трамп, како Путин, како било кој прави цели фабрики, машинерии за да создава дезинформации, ние не можеме да ја сватиме колкава е моќта на новинарот, на слободното новинарство и на вистинската информација. Особено денес кога многу брзо се шират информациите. И тоа баш сакав да прашам. Технологиите идат напред, значи сега имаме ситуација каде што artificial intelligence, односно вештачка интелигенција, може да продуцира лажни видеа, може да продуцира лажно аудио, може да продуцира лажни фотографии. И може да провери лажна информација. Да, како се справувате со тие предизвици? Па да, некако создаваме една атмосфера као ние треба да се браниме сега од вештачка интелигенција, или да, како и телефоните. Вие имате телефон, можете да го употребите за се јавите и можете некого да зезате со телефонот, така? Исто и со вештачката интелигенција. И ножот, или ќе сечете леп, или можете да убиете човек. Тоа е алатка. И многу е важно затоа велам дека ние мораме да бидеме едуцирани. Ако луѓето сватат дека преку таа алатка ќе си го подобрат квалитетот на животот, при тоа, не знам, проверувајќи дали информациите се точни за темава, тогаш ќе користат за тоа. Ако вие кажувате дека да, сега може гласот да ми го поправат, па место Кате Ивана да збори Па може и лицето, бога ми, целосно. Дури се случи сега ситуација, ми пратија видео како Илон Маск кажува дека бил Србин од Република Српска. Јас се насмеав, се сказив од спења, ама беше луѓе што се повозрастни ќе поверуваат. Знаеш дека е точно? Ама знаеш, ми се свига оваа поента што тргна да кажува Кате, од причина што као некако цело време кога ги ставаме, кога зборуваме за вештачка интелигенција во насока на медиуми, секогаш е прво фейк ньюс, лажни вести, ова ќе направи хаос. Вештачката интелигенција само по себе нема направи ништо. Прашањето ние како луѓе како ќе ја искористиме. Ако решиме дека како општество ќе ја користиме за добри цели, ќе најдеме начин на кој што можеме да ја искористиме да ни помогне во креирањето на вести и да ни помогне во начинот на кој што ќе ги дистрибуираме вестите и да ни помогне во начинот на кој што ќе ги проверуваме фактите во вестите, тогаш е супер, така. Сега ја има и другата страна, негативната страна во кој што ќе олесни креирањето на лажни вести. Меѓутоа, не мислам дека треба да ствараме во јавност еден страв дека вештачката интелигенција е таа која што е проблем. Проблемот е корупцијата и проблемот е луѓето. Значи пак се враќаме на истото. Некој има интерес да ги креира тие вести. И ако не работиме на тоа да го разбиеме тој интерес и да го најдеме follow the money, да ги следиме парите и да видиме од каде доаѓа ова финансирање, за да можеме да разбереме чиф е овој интерес и зошто го прави тоа. Алатката преку која што го прави, дали е социјални медиуми, дали е онлайн портали, дали е мејнстрим медиуми, дали е вештачка интелигенција или ги креира со рачно пишување или со вештачка интелигенција, стварно не прави разлика. Така да од тој аспект мислам дека треба да малце да речеме ова е окей, дајте да го искористиме добро. А каде е линијата што е лажна вест? Например, ако објави некој вест која е нормална да речеме и ќе додаде напред шокантно или нема да поверувате, дали е тоа дезинформација? Најголем е проблемот кога се релативизира вистината. Вистината не може да биде вака или така. Вистината е една.
Не може некој да каже дека во ова време јас сум била во центар, кога ние четворицата знаеме дека јас сум била овде. И нема релативизирање на фактите. Кога нешто е факт, е факт. Што е лажна вест, сега докаде е лажната вест, и знаете, вие создавате, па да, ама сега гледа она како го гледа тоа, не го гледа од двете страни. Значи, постојат правила по кои што има професионално новинарство. Имаме извори од кои што се информираме, им даваме на гледачите факти, како сме дошле до таму. Не смее да се релативизираат работите, затоа што тоа им оди во корист на оние што сакаат да ги прават работите зјајки. Знаете, да, беше таму, ама го ќе кажат за некој, бе, добро, многу е добар професионалец. Добар е професионалец, ама имаше двајца дечковци претходно, нешто што нема врска со она што го зборуваме. И доаѓаме до ситуација да ние им помагаме на релативизори оние што сакаат да релативизираат. Те разбравме. Ивана, кажи нешто. Уморна сум. Спаси малце. Не, јас... Реклами. Не, тоа е истото пак на дали е лажна вест или не е. Повеќе типови на лажни вести има, или на тоа што го рековме. Може е само misleading информација, односно сака да те наведе во погрешна насока или сака да направи сензационализам. Така да може не значи дека све можеме да ставиме на спектарот точно или погрешно, меѓутоа можеме да погледнеме на која е целта. И сега пак се враќаме на истото, професионализам. Ни треба контекст, ни треба бекграунд, ни треба објаснување. Тоа е една вест за да може да биде добра вест, треба да ги има сите тие работи. И понатака нормално да е конструирана на начин на кој што нема да привлече само клик, туку ќе биде застапена двете страни, ќе бидат застапени во приказната, ќе може да има еден тек кој што ќе го информира граѓанинот, да нема го натера само кликне, затоа што најчесто на тие шокантно вести кликаш и само еден параграф и ништо не е шокантно. Ништо не можеш само или гледаш и скенираш само гледаш што е болдирано. Најшокантно е тоа што го ставиле дека е шокантно. Мислам, зошто, еве прашајте се кога ќе видите така, зошто некој би ве убедувал така да мора да стави шокантно или види фотос или не знам за да ве убеди. Значи немал доволно аргументи преку немал доволно зборови за да ве натера дека да ве убеди дека ја кажува вистината, па морал да ви посочи, има ќе стават во заграда видео. Ајде се вратиме на тоа кои се филтрите низ кои што поминуваме, затоа што го рипнавме некако го прашање, а мислам дека е важно. Ти го рипна. Да, ја бе права си. Ја го рипнав, ама затоа и ја го вратив. Ивана све рипна. Не, она што е важно, една од работите на враќање на довербата во медиумите, тоа зашто ИРЛ, знаеш, ние како организација имаме одредена мисија, цел, на страна од тоа што работиме како медиум кој што продуцира вести и кој што продуцира информации и истражувања, главната цел е да вратиме довербата кај граѓаните во медиумите. Еден начин преку кој што тоа го правиме малце да дадеме позадинската работа на новинарите, затоа и редакција документарниот серијал го има форматот во кој што ги следиме новинарите и покажуваме како работат. Најчесто луѓето мислат дека новинарството е само тоа копи-пейст, седиш на компјутер и ја завршуваш работата или некој ти ја дал информацијата и ти само си ја објавил. Има поинтересно во телевизија дека седнеш, те шминка, ти убавеш, излегуваш и тоа е тоа. И само ја читаш веста и тоа е тоа. Не вика, многу често прашање. Некој ви пишува или сама си пишуваш? И мислам дека да, тоа е мистифицирање на професијата, нормално е, секаде го има претпоставувам тоа, меѓутоа кога станува збор за професија како новинарството, е професија која што граѓаните мора да им веруваат на новинарите за да може да ги читаат вестите. Различна е работата во дневното новинарство кое што се работи во телевизија, различно е новинарството кое што го работиме ние како ИРЛ. Уживаме во комодитетот да не треба да објавиме дневна вест. Ние можеме да работиме она што го викаме. Но сме зависни едни од други, затоа што ние им го даваме, да речеме, материјалот што тие треба да го доработат. Така. И да, они имаме дневна вест која што треба да излезе секој ден и треба да излезат да бидат информирани граѓаните. Ние уживаме во комодитетот во кој што можеме да работиме на одредено истражување месец дена, 2 месеци, 3 месеци, зависно од потребата. Не, и двете страни си имаат свои предизвици, и двете страни се треба да се квалитетни и важно е да се спроведат. Можеме да збориме за нашите филтри, кај нас е многу полесно. Би рекол во делот на проверка на фактите, затоа што ние можеме да одвоиме 2 недели во кои што само ќе проверуваме факти, од кога е готов текстот, седнуваме со факт чекер. Тој факт чекер не работел на текстот, туку е независен човек, зборуваме за поголемите, покомплексните истражувања. Се соочува прв пат со темата. Да, прв пат го гледа текстот е готов. И седнува и почнува буквално секој збор од текстот да го проверува и ти треба за секој од тие зборови да му дадеш факт. И да ве нервира. Да, и да тоа е документ, еве го. Една фрустрирачка ситуација. И сега имаме една интересна приказ. Од каде знаеш?
Една интересна Знам. приказна на Сашка, можам да ја раскажам, она се соочи со ова, кога работиме на меѓународни приказни, најчесто и факт-чекерите се од странства преку OCCRP, тоа е организацијата во која што сме членки, они ни помагаат дополнително тешко. И се работеше на приказната за фабриката за производство на За Самоков, мислам? Да, за Самоков. Ивана. Thank you, фалат. За Самоков фабриката производство на крушуми, на амуниција. Тој збор ми избега, извинете. Тежок е. Да, за производство на амуниција. Само кратко ќе нема да го влекам многу приказнава, ама само чисто колку е ригорозен тој процес на проверка на факти. И во текстот една од речениците почнуваше дека фабриката е затргосана ограда. Чисто како боја на текстот за да може да биде поубав за читање. Меѓутоа текстот беше толку тешка тема за шверц на амуниција, за инволвираност на служби во Македонија, во Чешка, мислам, стварно беше комплексен текст. Од кога заврши целиот фактчек, сите докази беа дадени и за шверцот, и за инволвираноста на луѓето, и за све. Фактчекерот рече, на оваа слика која што ми ја дадовте, не гледам дека фабриката е позади региосна железа, изгледа дека мора да го избришеме овој избор. Не натера да се вратиме до Самоков. Оградата не е региосана. Да, Трајче заедно со Сашка да се вратат во Самоков, да направат нова фотографија од региосаната ограда. И се прашањето зошто е тоа така, затоа што човекот кој што ја видел оградата и кој што ја видел фабриката, ако го прочита прво тоа и знае дека не е региосана оградата, понатака да го чита цел текст, во ништо останато нема да верува. И затоа е многу важно дури најмалите ситници во текстот да бидат точни, проверени и да го поминат тој филтер кој што го викаме дека е битен. И тоа е многу нервозно. Извинете ако зборам. А како со дневното новинарство тоа да се да речеме треба да се објави информација, се објави текст, дали може да речеме порталиве со некои софтвери со кои ги проверуваат фотографиите, ќе проверуваат текст, ќе проверат дали нешто е претходно објавено? Ја мислам дека за дневното новинарство кај нас дека не треба нешто многу посебно затоа што зборувам за локални вести кај нас, нели се следат на дневна основа пресконференции, настани, лесно проверливи се ти. Најчесто се лесно. Најчесто, да, не се секој. Мислам, некогаш треба само да се јавиш да потврдиш или да го негираш тоа. И еве сега се соочив со такво нешто, требаше да известувам на линковско вклучување од пред кривичен суд. Требаше да биде донесен таткото на Вања. И велат, јас не следам право, но таква беше ситуацијата, итноста беше таква, што сите моравме да се вклучиме во тоа, и добро, тоа е тоа. И вели, оди порано, затоа што на Телма кажа дека ќе го донесат во 4. И јас сега викам, зашто во 4? И сега, вие можеби ќе го кажете истото, ама не знаете зошто Телма го кажала тоа. Излегувам таму и прашувам, зошто во 4? Не рековме во 4, меѓу 4 и 5 треба да го донесат. И ви прашувате зошто? Затоа што не ви јас треба да ја дам информацијата на гледачите, тоа е затоа што вика обвинителот Бубевски кажа дека тој е приведен вчера помеѓу 4 и 5, а по законот треба за 24 часа да се донесе одлука дали ќе го пуштат или ќе го задржат. И тоа, меѓутоа, вие морате да проверувате кој кажал, зошто кажал, затоа што ако јас одев на таа комоција кажала Телма, па и јас ќе кажам, тогаш веќе не знам зошто го зборувам, тоа не делувам уверливо. И тоа е тоа дневно новинарство кое што можеби не треба тако факт-чекинг додам за радиосаната ограда, меѓутоа јас се борам со минути. И јас се борам со секунди. И ми вика, така кажа она, ти го немаш тој момент, зошто не го кажа и ти тоа? Затоа што не ми е проверено, затоа што јас не знам зошто го кажал така. И вие овде се борите со времето. И мора на брзина тоа да го правите и не сте вешти во секоја тема. Како што реков, јас не следам право. И ми беше многу потешко да дојдам до некои информации. А некогаш е итно, треба да го дадете тоа, треба сега. И затоа и Давид го кажа тоа дека не секогаш дезинформациите се со некаква намера. Затоа што се бориме некогаш и со време и од невнимание, затоа што мораме да го мериме секој збор. А не едноставно, несреќи се случуваат и навечер, после долг, напорен работен ден, па мора да излезете дополнително, да речеме Ласкарци беше така. Да. И вие мора да излезете и да бидете сконцентрирани и да зборувате, а вие зборувате за жртви, тоа не е едноставна работа. И е многу тешка во суштина оваа професија. Затоа не може да работи секој. Затоа не може секој да работи, ниту пак може секој да биде дневен новинар, ниту истражувачки новинар. Затоа и кога не прашуват има ли софтвер,
ние кога одлучувате да бидете новинар, вие сте новинар 24 часа. Јас можеби ги добивам информациите 24 часа, тој размислува на информацијата 24 часа. Тоа не е работно време. Вие се мачите со тоа. Тоа ви измачува. Вие го размислувате, го сонувате, го живеете и кога јадете, буквално е така. И постојано вложуваме во нас, постојано вложуваме во некакви обуки во кои што сметаме дека ни се потребни. Постојано седнуваме на кафе, затоа што ќе му украдам некоја информација, тој на мене, па ќе се чуеме, па ќе ми даде бројче. И тука ние и правиме брейнсторминг до каде сме, што сме. Имаше еден период со Ивана кога се зезавме дека немаше на што не се пријавуваме. Од обуките, да, све. А зашто мислите дека сега за младите не е атрактивна професија? Еве гледаме на новинарство, се помалци и помалци годинава, не знам и дали има запишани. Зашто мислите? Има? Има, да. Мислам дека е тоа. Не е некоја завидна бројка, ама. Сакаш да ни кажеш што мислиш? Па искрено мислам дека не е атрактивна програмата на државниот факултет. Се надевам дека ќе направат некакви измени за да привлечат нови студенти по новинарство, а исто така не само што не е програмата привлечна, бидејќи мислам дека таа програма е од кога и ние студираме, мислам уште од пред Тебе нас. не сме толку стари. Не, ама сакам да кажам и за нас не беше атрактивна, ја студиравме. Од друга страна мислам дека и професијата можеби не е толку привлечна. Не е доволно платена. Не е доволно платена. Можеби стресот бидејќи сепак е стресна Ова е- работа. Мислам дека е генерално тој имидж кој што се има креирано околу новинарството како професија, дека е, значи, на време можеби ако би бил новинар се гледало малку со повеќе престиж, со повеќе као дека ти Да, си на некој ниво. лимитирани биле телевизиите. Денеска секој кој има Да, не може портал да се секој Каде е декларира тој како новинар. престиж? Да, некако изгубен, ама изгубен тој престиж баш поради тоа што комплетно се деградирани медиумите и само ќе се навратам на ова каде што го зборуваше во дневното новинарство, проверката на факти е поразлична затоа што се тркаат со минутите. Он го нема, пак реков, ни уживаме во Јасно. комодитетот да ги имаме 2 недели, они требаат за 2 минути да го проверат фактот и да го објават понатака, меѓутоа од друга страна, па и инвестициите кои што влегуваат во медиумите, за да можеш ти да го правиш тоа, ти треба да имаш многу луѓе. Ти треба да имаш многу кадар, треба да имаш обучени, добро подготвени луѓе кои што ќе може да го прават тоа. Јасно. Ако сакаме да се бориме со ексклузивитет, тогаш мора да инвестираме пари за да можеме да го правиме тоа, односно медиумите мора да инвестираат пари, така. И сега во случај ако имаш ти тројца новинари кои што ги ставиш, едниот да го провери фактот, другиот да искуца веста, третиот да може да го направи тоа, ката ќе каже дали ги има тие можности или е сама на 3 вести од еднаш да треба да ги направи. За жал, Не ми се случи, јас баш денеска го објаснував тоа на моите предпоставени, дека ако до сега се борев во 2 дена да следам иста тема, сега веќе се борам во еден ден, двете едно по друго да ми бидат, затоа што се случи да имам настан во 17 евроинтеграции, во 18 образование и вечерта Мицковски се појавува на некој на... И знаете, им вел, ама тоа е се до недостаток на луѓе. Затоа што брзаме по информации, затоа што сакаме се да кажеме. И знаете, кога сакате да кажете се, не кажувате ништо. Јасно. За жал толку ни е времето. Е. Ние до утре можеме вака да збориваме, се надевам у За некоја софтверот, наредна За софтверот не кажа. Ви благодарам на присуството и што ја прифативте мојата покана. благодариме Фала на на поканата.